Дводневната посета на Луксембург од страна на министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски се заокружува со средбата со неговиот колега од Луксембург и вице-премиер на Луксембург Бетел. Во овие вести разговараме со министерот Муцунски за сите импресии од дводневната посета и секако поддршката и од Луксембург, не од останатите земји членки на Европската унија. Муцунски, ви благодарам што одвоивте време. Благодарам и на вас. Еве што туку се одржа средбата со вашиот колега Бетел, каква поддршка добиваме од Луксембург во однос на евроинтеграциите? Луксембург останува посветен поддржувач на нашиот евроинтеграцијски пат, но и на евроинтеграцијскиот пат на целиот регион на Западниот Балкан. Од колегата Бетел добив потврда дека тие ќе останат наш посветен партнер, не само политички, туку постои одреден потенцијал кој што го гледаме за продлабочување на соработката во економско-трговските релации. Ние сме исто така и партнери заедно во НАТО алијансата, така да имавме продуктивна средба, ние веќе имаме одлична меѓусебна релација и таквите односи ќе продолжиме да ги подобруваме. Вчера учествувавте и на неформалниот состанок на Советот за надворешни работи на Европската унија. Какви се импресиите од ова учество со оглед на фактот дека потребно е продлабочување на односите помеѓу земјите од Западен Балкан и ЕУ, и дали добивте еве некои посилни гаранции и во однос на евроинтеграцијскиот процес? Добро, прво што би сакал да го кажам е дека ние бевме издвоени во позитивна смисла како прва земја која што потпиша пред неколку месеци, сигурно се сеќавате, партнерство во делот на одбраната и безбедноста со Европската унија, и тука бевме истакнати како позитивен пример. Тоа што можам да го кажам е дека има се поголемо и поголемо разбирање за нашите позиции, условно кажано и за неправдата која што се прави спрема нашата држава, фактот што повеќе од 20 години веќе чекаме за отпочнување на преговорите. Мислам дека од наша гледна точка афирмиравме дека е дојдено крајно време да отпочнат преговорите, па потоа врз основа на критериуми и стандарди да преговараме со Европската унија, дека треба да се најде начин да се изолира моделот на билатерализација на меѓусебните односи, посебно помеѓу државите кои што се внатре во унијата и надвор од унијата, да престанеме да дискутираме за прашања од минатото, како што се историјата, идентитет и јазик, да тие се бележи на секоја држава и секоја држава треба да си ги негува, но не треба да бидат основа за меѓусебно блокирање кон иднината. И ќе повторам, јас се радувам што има позитивен пристап спрема нас како држава, што се истакнуваме во делот на реформската агенда како една од најсилните актери во регионот на Западниот Балкан. Ќе повторам, првата земја која што потпиша партнерство во делот на одбраната и безбедноста со Европската унија, и од таа гледна точка ќе продолжиме посветени во евроинтеграцијскиот процес врз основа на вредности и принципи. Дека потребно е да се престане со билатерализација, односно споровите да се остават на страна, беше практично и став на Марта Кос, еврокомесарката за проширување, уште од почетокот на самото нејзино поставување на оваа позиција. Бидејќи се сретнавте со Кос, кратко ако може и во однос на ова, дали Кос се уште го има овој став и дали има поддршка од нејзина страна? Еврокомесарката Кос е голем поддржач и на нашата земја и на целиот регион. И заедно со високата представничка за надворешна и безбедносна политика Каја Калас посветуваат големо внимание на нас и прават се што е во нивна моќ да го одблокираат и за нас процесот, а да обезбедат и предвидлива иднина за целиот регион. И ние се радуваме што они имаат таков афирмативен пристап директно за нас како земја, но колективно и за целиот Западен Балкан, и меѓусебната соработка ќе продолжи уште позасилена во следниот период. Имаме планирана конкретна динамика на активности и во соработката со европските институции и во билатералната соработка со земјите членки, и работиме интензивно на одблокирање на оваа блокада која што имаме и продолжување по еден пат кој што треба да биде извесен и праведлив.